Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски, мај денешен гостине, пратеникот и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Драган Ковачки. Добре дојде. Добро вечер, Љупчо, ви благодарам за поканата, чест ми е што сум гостин кај вас. Исто така. Дали власта, Драган, попушти пред аргументите? Се слушна денеска дека 8 мај е многу веројатен датум за избори. Дали попуштија пред аргументите? Имаше, па не било вака, не било така, едните ќе оделе во април, другите ќе оделе во јуни, зборуваме председателски, односно парламентарни, тогаш не би биле предвремени парламентарни. Дали конечно власта попушти или се уште тоа не е дефинитивно? Видете, Љупчо, ние секогаш сме приоѓале на сите работи рационално, значи разумно и во склад со уставот и со законите. Тоа што ние го предлагавме 8 мај да биде ден на изборите, зборувам за парламентарни, и за вториот круг на председателски избори, веројатно ќе на некој начин ќе побуди малку интерес можеби и кај власта, посебно кај премиерот Ковачевски, кој што со својата ароганција веројатно во изминатиот период се обидуваше да ја покрие својата немоќ во однос на Демократската унија за интеграција и на Али Ахмети, и веројатно и разумот и кај него преовладал. Факт е дека од денеска јасно е дека Димитар Ковачевски веќе никој за ништо не го прашува, односно тој само е извршител на Демократската унија за интеграција. Се надевам дека, повторно ќе речам, разумот преовладеал и кај него. Не знам дали ќе биде 8 мај прифатен како датум, иако тоа е законски термин. Да почекаме да видиме во наредните денови што ќе се одлучи. Очекувам дека во интерес на граѓаните е да тие избори бидат заеднички, значи во еден ден да се случат, затоа што имам мал милион аргументи, пред се тука мислам на финансиската аргументација, затоа што 10 милиони евра да ги фрлате во бунар, така речено, во момент кога имате кризи, кога имате протести на пензионери, на судски работници, на јавнообвинителски работници, службеници и така натаму, кога сите бараат повисоки плати и примања, да ги фрлите тие пари, мислам дека не е во ред. Тој првата работа и втората работа, мислам дека не смееме да дозволиме економијата да губи, затоа што знаете кога има циклус на избори, и посебно кога би имало два циклуси на избори, економијата стагнира и тоа не е добро за бизнисот. Затоа економијата треба да оди напред во најмала рака, затоа што нашите граѓани не заслужуваат да бидат оптеретени дополнително цела година со избори. Во стилот на конзистентноста на Стево Пендаровски, Ковачевски пред неколку дена имаше едно децидно никако нема шанси, ќе си одат и едните и другите во редовниот термин, односно април, па ако биде нели јуни, за неколку дена, токму како Пендаровски, може би побрзо од него, сега излезе дека срамежливо каже дека ќе бидат изборите во мај месец и едните и другите. Но еве, гледано датумски, 8 мај е убав датум, 8 мај пред 9 мај, ако бидат на 8 мај, а изборните резултати најчесто се прогласуваат утредента, односно во понеделник, како што е правилото нели на Државната изборна комисија, дали 9 мај повторно ќе биде ден на победа за Македонија? Да, добра констатација, доколку се случат на 8 мај, 9 мај сигурно ќе биде ден на победата на ВМРО ДПМН и на коалицијата. И тоа не е само ден на победата, знаете, тоа е ден и на Европа. Така. На Европската унија. На тој начин ќе се покаже дека целата таа нивна евро приказна, односно проевропски фронтови што ги градат и така натаму, дека ќе бидат разбиени како меурот сапуница. Јас во неколку наврати имам говорено дека тој европски фронт е пробиен веќе на неколку места, значи и основните и резервните позиции малте не се уништени. Не постои ништо од тој европски фронт. На 9 мај ние како ВМРО ДПМН и како коалиција ќе славиме на голема победа. Доаѓаш од собрание, таму се случува една драма, веројатно и се уште можеби се на пауза или не, но видовме една драма со фрвање документи, лаптопови летаа на сите страни. Што се случуваше во собрание? Присуствувавме на една вистинска драма или сепак на некој си тип можеби на бурлеска, можеби дефокус? Апсолутно дека станува збор за дефокус и за едно сценарио режирано од страна на председателот на собранието, господин Аптала Џафери, и на председателот на Левица Димитар Апасиев. Станува збор за едно договорено сценарио за правење на инциденти во собранието на Република Македонија, само една мала генеза да дадам на случувањата што претходеа на овој настан. Знаете дека во процес е донесување на еден нов деловник во собранието. Овој претходниот деловник, односно моменталниот деловник,
кој што е во моментов во функција, во многу пати беше погазен од страна и на председателот и на членовите на Социјалдемократскиот сојуз како председатели на комисиите. И веќе 3 и повеќе години се разговара за нов деловник, тоа е во процесот Жан Моне. Неколку години е веќе тој во тек, знаете дека и Европската комисија инсистира на носење на нов деловник, тоа ни го кажуваат и писмено. Јас не сум член на тие преговори, меѓутоа знам од прилика што се случува. И сега кога доаѓа тој деловник на дневен ред, имате околу 1500 амандмани поднесени од страна на партијата Левица. Предлагачот на тој деловник, тој е Талат Џафери, ги повикува и им објаснува дајте да видиме кои се тие суштински амандмани да ги прифатиме, да не се блокира носењето на деловникот. Им прифаќа околу 27-28 амандмани, се не ме фаќате за збор. И тие амандмани и останатите се повлекуваат. Меѓутоа, во меѓувреме нешто се случува веројатно. А што се случува? Веројатно добиваме датум за избори, денеска. И гледаме нови 2000 амандмани од страна на Левица. Тие беа ставени на седница. Факт е дека целата ова сценарио им одговара и на Талат Џафери, кој што, условно кажано, беше нападнат од страна на Левица вербално. Меѓутоа имаше и така едни хулигански испади во Собраницката сала, во храмот на демократијата, а од друга страна гледате и напади кон Левица. И сега факт е дека и двете страни на некој начин сакаат да зајакнат кај сопственото членство, односно да им се допаднат на сопствените гласачи. И тоа е уште еден доказ дека во опозицијата ние имаме еден тројански коњ, тоа е Димитар Апасиев, кој што размислува само како да нанесе штета на опозицијата и да што повеќе го раслои членството, кое што во овој момент треба да биде повеќе од обединето за да ги срушиме овие од власт, дуи и Социјалдемократскиот сојуз. Велиш дека е уиграно и дека во овој случај Апасиев го заштитува Ковачевски од она него срамежливо ќе одиме на избори. Да, го тврдам тоа и тоа е обид за дефокус, за да се зборува денеска за тоа што се случува во собранието, а да не се зборува за датумот за избори, затоа што Ковачевски попуштил од практички го прифатил тоа што е рационално, односно разумно за една нација, односно за еден премиер кој што се труди да биде европски. Дали може би дефокус и на еден момент кој што се вели мегаломански буџет, 5,5 милиарди евра, од кои што веќе од самиот старт над 500 милиони не достигаат во државната каса, па ќе се позајмуваат. Буџет кој што беше протолкуван како буџет за грчко сценарио, односно буџет кој што треба да купи лажен социјален мир и односно да ги купи изборите и да им го намали предстојниот пораз кој што е очевиден. Во право сте за тоа што го зборувате. Ќе ве потсетам пред неколку години, значи пред да дојдат Социјалдемократскиот сојуз и дуи на власт, протестираа од шарената револуција, социјалдемократите протестираа, патенџериња носеа, ако се сеќавате, во Собраницката сала, кога се носеа буџетите. Поранешните буџети се околу 2,8, 2,9, 3 милиарди евра максимум биле. Денеска гледаме дека таа бројка е скоро дуплирана. Значи, меѓутоа ќе ве потсетам дека во изминатиот период се направени многу капитални инвестиции, значи капитални проекти, се направи автопатот доле до Грција, значи Демир Капија, Смоквица, се направи автопатот до Штип, значи тоа се проекти кои што се опипливи, се правеа спортски сали, се направи салата Борис Трајковски, онаа која што Бујар Османи сега ја пренаменува за самитот на ОПСЕ, краде големи пари. Понатаму се направи стадионот, вечерва имаме една утакмица, надпревар имаме Македонија, Англија. Од друга страна гледате дека овие трошат, душмански трошат, а здисано трошат. Дупло повеќе. 5,5 милиарди практично од моментот на доаѓање, секоја година тие трошат по 300-400 милиони евра плюс на буџетот. Тие пари гледаме дека не завршуваат во никакви капитални проекти, немаме ништо опипливо. Тие не може да се пофалат со еден автопат, да кажеме. Погледнете го автопатот до Охрид, Кичево Охрид, кој што стана антологиски. Значи вие да имате 5 анекси на тој договор и еден километар да не е направен, мислам дека е срамота, да не се направи оној автопат од реконструкцијата, да не се направи Катланово кај Петровец, значи се води по една лента. Замислете ноќно време, дошт кога врне и така натаму, необележано, неосветлено, па сообраќајки се случуваат и така натаму, значи небезбедност. Не се способни да го направат ни оној автопатот до Блаце, што е само 2 километри. Практично немаме ништо на виделина направено од овие што се моментално на власт, а трошат дупло повеќе пари. Во сегашниот буџет, така како што е предложено, имаат повторно
огромна дупка буџетска и мислам дека капиталните инвестиции сакаат да ги на некој начин да ги покриваат со дефицитот и на тој начин ќе немаме повторно капитални инвестиции, нема да се гради ништо во Македонија. Добро е што тие заминуваат од власт за неколку месеци. Добро е што веднаш после доаѓањето на власт ние ќе направиме еден ребаланс на тој буџет и парите ќе бидат наменети токму каде што требат. Тоа е во проекти. Тоа што сега го прават, гледате дека инвестираат, односно сакаат да купуваат гласови. Едноставно ќе дадат, ќе направат некои популистички мерки, повторно некои кризни мерки ќе се носат. Па колку време сме ние во криза, внимавајте. Откако се тие на власт, ние сме постојано во криза и повторно некакви антикризни мерки за да се даваат пари. За популизам, односно за купување на гласови. Ворете, значи, да расте буџетот и да растат, значи, државната пресметка да расте, така наречена. Меѓутоа, тоа треба да биде проследено со реален раст на економијата. Ние немаме никаков реален раст на економијата. По 2% ми се чини дека и дури по 2% растеме годишно, што е срамно. Тоа е најмалку во регионот, а највеќе трошиме, односно највеќе крадеме. Ниту еден проект што го имаат започнато практично не е завршен, односно не успеа да ги дозавршат ниту проектите што се започнати од претходната влада. Да се вратиме на 8 мај. Имаше претходна најава, први излегува од Алијанса се согласија и кажа да, дефинитивно дека треба да имаме заеднички избори, односно преседателски и парламентарни во еден ден. Дали пресудно можеби за ова што го изјави денеска срамежливо или не Ковачевски, беше она што го кажа Бујар Османи пред него, кој што исто така најави дека дуи нема никаков проблем да бидат и треба да бидат заеднички изборите, но тоа ќе се решавало во телата. Тоа беше пред најава на ова денеска што излезе. Во превод, дали некој некого фатил за уши, па на крајот на краиштата некој излегува последен во целата приказка да признае дека игра по нотите на некого. Веројатно е така, затоа што Димитар Ковачевски реков, никој веќе ништо за... На сите ни е јасно, на нас ни беше појасно од порано, меѓутоа веќе е јасно и на македонската јавност е јасно дека Димитар Ковачевски веќе никој за ништо не го консултира, ниту го прашува. Се знае која води коалицијата, тоа е Демократската унија за интеграција, тоа е Али Ахмети, тоа е премиерот во сенка и тоа на сите нас ни е јасно. И тоа е погубно за Македонија, затоа што не може да се дозволи најголемата партија во коалицијата да биде второстепена. Никој што порано не се случило во историјата на Македонија како што е тоа сега. Анкетите се повеќе од јасни. Зборуваме за повеќе од 10 анкети во низа, кои што покажуваат една јасна слика. Сликата е дури и појасна во однос на моментот дека прогресирате во однос на бројките. Вие погоре, тие паѓаат надолу. Дали мислат дека со буџетот ќе успеат да ја пополнат таа дупка со тоа купување на гласови и социјален мир? Не може тоа да го направат. Тие може да се обидуваат и може да се прават некакви сценарија кај себе дека на тој начин ќе ја намалат разликата. Мислам дека на секој поединец во Македонија му е јасно дека се тотално неспособни. Крајно се незаинтересирани, немаат никаква визија за развој на Македонија, ниту пак имаат интерес за развој на државата и за подоброто утро на граѓаните. Тоа што го кажуваат, нели, дека ќе не носеле во Европа, па биле проевропска коалиција, јасно е дека не може, односно не се случува. Не може секојдневно вие да имате штрајкови да ни кажувате дека живееме убаво. Па ако живееме убаво, нема да има штрајкови. Веројатно тие луѓе што излегуваат се натерани од маката да излезат, да бараат повисоки плати, да бараат повисок стандард и така натаму. Врзано за успехот кој што тие го постигнале, мислам дека најдобро ќе го кажат граѓаните на денот на изборите. Ние како партија и како коалиција подготвуваме една изборна програма во која што ќе понудиме реална визија за развој на Македонија, кај што ќе се врати и достоинството на македонецот и на македонските граѓани, каде што ќе го вратиме и редот и поредокот во државата и секако каде што ќе понудиме прогрес, значи реален прогрес, односно економија со која што Македонија ќе може во најмала рака да биде компетитивна барем во регионот. Имавме парадоксални ситуации овие денови во момент кога токму тогаш УПОС беше на улица, пензионерите протестираат и редица други. Во исто време имавме премиер кој што имаше една винска екскурзија во Белград, пиеше вино, лумпуваше, пееше така некои, да не кажам какви песни со каква содржина, пееше по кафани, сето тоа со народни пари. Многу му беше забавно на Ковачевски во Белград. Па неумесно е тоа сега од негова страна во момент кога се наоѓаме во таква состојба во каква што се наоѓаме, односно ја доведоа државата во таква состојба. Меѓутоа ете тоа
останува народот да цени и да види за кого гласале во 2020 година и се надам дека таа грешка нема да ја повторат. Предходно, пред 2 недели скоро, добија еден Катил Ферман од Европската комисија, најлошиот досега и најкатастрофалниот извештај за напредокот во овој случај назадувањето и стагнацијата на Македонија. Го добија што го добија, силни шлаканици, многумина велат дека и повеќе на кајклоци одела работата, но еве, ја добија пораката, поминаа 2 недели од тогаш, се фатија ли за работа да ги оправаат работите за кои што беа буквално кажано ишамарани, што вели народот? Зошто не падна некоја глава од одговорните министри, 3/4 минимум се таму наредени во однос на неуспесите? Или еве, токму муабетот, се фатија ли за работа, нешто приметили дека од сето она што требаше да почнуваат да го оправаат затоа што е катастрофа, почнали да поправаат нешто? Не може да се фатат за работа затоа што се тотално неспособни. Таму нема кој да се фати за работа. Тие единствено што можете да обвинуваат опозицијата, една парадоксална ситуација, 7 години се на власт, партали ја направија државата и буџетот го испокрадоа, значи државата е оплячкана, понижена и не се способни тие да сработат, односно да донесат реформи. Не може тие што ја уништија државата да носат реформи. Оној Кати Ферман што го нарековте, јас мислам дека тоа е најдобра оценка од Европската комисија, односно од Европската унија, тоа е извештајот, односно ќе покажува перцепцијата како Европа гледа на нас, и во државата и во општеството. И тука се сериозни укажувања имаме, посебно во делот на владењето на правото, каде што немаме никаков напредок, и во делот на борбата со корупцијата. И внимавајте, ние за прв пат во историјата на Македонија, за прв пат имаме истовремено да имаме напредок во злоупотребата на европското знаменце и истовремено, реков, да имаме стагнација, односно назадување во делот на борбата со корупцијата и владењето на правото. Некој ќе рече, па нули се оценките. Така е, нули се оценките. 9-10 нули се веќе во извештајот и тие се најдобар показател колкав е напредокот на Македонија. Некој ќе рече нема назадување. Не. Нулата значи назадување. Кога имате стагнација, времето се движи напред, вие стагнирате. Значи заостанувате. И да не се обидуваат на овој начин да објаснуваат на народот дека нулата не значело назадување. Апсолутно дека значи назадување и тоа е еден обичен, да речам, една бламажа пред македонската јавност да се обидувате да ја фрлите дамката врз опозицијата, дека опозицијата е виновна за состојбите во државата која што вие ја владеете 7 години. Како ви беше? Не ви беше лесно како главни виновници за извештајот во партија? Како се чувствувавте? Па видете, прилично смешно е тоа што го кажуваат. Свесни си и тие дека е смешно, меѓутоа доведени се во состојба да не можат да се бранат и затоа најдобро е да ја напагаат опозицијата. Меѓутоа јасно има и на граѓаните дека тоа така не оди. Нулите сами по себе укажуваат дека се отпишани веќе од Европската унија. Ваков извештај да добиете пред избори. Значи ние сме пред избори, сакале или не сакале, секако редовните избори доаѓаат, рековме април, мај месец. Значи за неколку месеци од сега ние ќе имаме избори. Да добиете ваков извештај, најслаб во историјата на Македонија. Најслаб, убедливо најслаб, значи дури во времето на така наречениот, како што го нарекуваа, режим, што јас не се согласувам, дури тие оценки се послаби од тој период. Последните години, 3 години, ние добиваме 3 единици. Значи 3 единици поред добиваме од Европската унија. Ова е убедливо најслабата оценка и тоа не го кажуваме само ние како ВМРО, ДПМН и опозиција, тоа го кажуваат експерти, тоа го кажуваат сосема независни институти кои што се занимаваат со евроинтеграциите и така натаму и кои што немаат никаква, ама баш буквално никаква допирна точка со ВМРО, ДПМН. Станува збор за луѓе на кои што навистина им е дојдено Македонија да напредува, односно да одиме понапред во тие евроинтеграции, се со цел, пак ќе кажам, евроинтеграции не само заради евроинтеграции, туку заради подобриот стандард на граѓаните, заради подобро владење на правото, заради подобриот живот во крајна линија. Ова беше силна шлаканица од Европската унија, предходеше една силна шлаканица од Соединетите Американски држави за битката со корупцијата и тогаш наводно се потресоа и ќе ја оправаа работата, од тогаш поминаа месеци, не е мрднато со прст на ова поле. Ти велиш дека се неспособни. Дали има еден друг проблем? Имаме премиер кој што има дури и тапија за трајна неспособност. Имаме еден министер со душевни болки и сите тие по случајот од
една страница, имаме и еден пратеник кој што исто има страшни душевни болки, анксиозности, па му се лоши, па припаѓа. Каде оди работава? Значи зборуваме за тројца представници на власта, високи представници кои што имаат сериозни проблеми. Така е. Лабилни. Така е. Меѓутоа морам да ве поправам, рековте немало, односно не биле загрижени, така рековте. Така. Не се загрижени затоа што тие луѓе, реков, не се дојдени на позиција преку избори. Димитар Ковачевски беше насаден, значи го изгласаа по еден предлог на Зоран Заев и тој е донесен за да спроведе одредена агенда. И таа агенда се виде дека не и носи добро на Македонија. Тоа што го споменувате сега, поврзано за овие, за премиерот, за министерката, за оној колегата пратеник кој што нели се жалеше на душевни болки и така натаму, извештаите што излегува во јавност, мислам дека треба поединци да навистина да се малку позагрижат за сопственото здравје, а треба малку и законодавната власт да се позагрижи дали навистина може во парламент да седат лица со такви диагнози. Реално тие лица носат, односно најпрви предлагаат закони, владата предлага до собранието закони, собранието ги гласа. И сега во ова собрание знаете дека се гласаат закони за задолжувања, се носат буџети. Тешки одлуки за Македонија, се носат, за државата, така е. Се носат народот. одлуки, француски предлог и така натаму. Значи тие луѓе што такво нешто предлагале, можеби треба навистина да бидат подложни на дополнителни. Ке се вадат ли можеби во иднина токму на тоа, така? Па не знам јас сега на што тие би се ваделе, меѓутоа треба да воведеме некој стандард, знаете, не можеме сега еве во моментов тече изборот на членови за Државната комисија за спречување на корупцијата. Знаете дека мандатот на сегашнава антикорупцијска комисија истекува на 8 февруари идната година и сега течат подготовките за избор на новите членови. Меѓутоа на тие луѓе што ќе бидат први антикорупционери во државата им бараме деловна способност. Па може би треба да се размисли и за пратениците и за министрите да се воведе еден таков механизам, односно инструмент, да се види дали навистина имаат деловна способност, затоа што тие луѓе располагаат со огромни буџети, располагаат со судбините на граѓаните. Имаше еден случај, токму еден од споменатите, пратеникот кој што има такво случај, е директно инволвиран и имаше една судска пресуда која што е тотален апсолутен преседан во историјата на Македонија. Да. Пратеникот Костовски го доби судскиот спор против тужениот во овој случај пратеник Бране Петрушевски, кој што загуби закажано на собраниска говорница, преседан во историјата, бидејќи имате имунитет и сето тоа, нели особено на собраниска говорница, но еве во контекст на тоа ти го тужиш премиерот Димитар Ковачевски токму закажани лаги и невистини и клевета од негова страна на собраниската говорница, во овој случај нели во функција на премиер. Имаме преседан, донесена пресуда дека пратеникот Бране Петрушевски е виновен и треба да плати 2.500 евра чина одштета. Очекуваш ли, еве, бидејќи аргументите се на твоја страна, кажаното е тоа што е кажано, очекуваш ли, еве, во твојот случај судот да го осуди Ковачевски за стореното, за лажењето, да речам, клеветата, што и да се случило? Видете, судството кај нас во Македонија има доверба од 1%. Исто е и со јавното обвинителство. Јас многу од судството не очекувам. Ова што се случи со колегата Бране Петрушевски како пратеник, на кој што беше осуден затоа што кажал нешто од говорница, а притоа се повикал на пратеничкиот имунитет. И тоа не е споменато во пресудата. Не се споменува дека човекот воопшто е пратеник. А тужителот се споменува дека е пратеник. Еден парадокс невиден. Значи се гледа влијанието на Социјалдемократскиот сојуз врз судството, дека станува збор за една рака ставена врз судството и каде што се кршат сите меѓународни, се крши домашното право, се крши уставот, се кршат законите, нешто што ќе влезе во историјата за изучување. Пратеник да биде осуден за нешто што е кажано од говорница. Се поставува прашањето дали секогаш ние кога ќе излегуваме на говорница треба да ги прашуваме колегите дали смееме да изнесуваме работи за кои што сметаме дека се или не се вистина, внимавајте. Доколку пратеникот му се одземе имунитетот и нема да може да зборува на говорница, вие ставате практично ја забранувате слободата на говорот, слободата на изразувањето и му ги ограничувате правата на пратеникот. Тој пратеник не е обичен граѓанин, избран од 10.000 граѓани или нешто помалку. Практично тој го црпе легитимитетот од уставот и од законите. Сега кога тој веќе судија, магистар,
по право, и тоа внимавајте, магистар по право, донел таква една одлука, што повторно викаме преседан од невидени размери, донел таква одлука, сега да видиме, бидејќи јас за истото дело го тужам премиерот Ковачевски. Не го тужам за навреди, иако таму имаше искажано и доста навреди, меѓутоа навредите остануваат за тој што ги кажал. Јас го тужам за клеветите. Тешки клевети изнесе против мене, тоа беше минатата година во септември, ако не се лажам, еве го до ден денеска се уште не сме соочени на суд. Значи се влече процесот, веројатно сакаат да го забошатат до моментот на заминувањето на Ковачевскиот премиер. Меѓутоа на 29, еве за неколку дена од сега, имаме судско рочиште, каде што Ковачевски ќе видиме дали ќе се повика на имунитетот или нема да се повика на имунитетот, затоа што премиер има ист имунитет како и пратениците. Министрите немаат, меѓутоа премиерот има исти имунитет како и пратениците. Тоа е така по закон и ќе видиме дали така ќе се однесува. Јас мислам дека судството, бидејќи станува збор за една држава, еден судски систем, очекувам како што судел судот во Куманово, каде што го пресудија колегата Бране Петрушевски, да видиме Скопскиот суд како ќе пресуди, дали ќе се води по истите принципи по кои што се водел колегата судија во Куманово. Очекувам навистина интересен развој на ситуацијата и ја повикувам и целата македонска јавност еве од тука на 29 да ни се приклучи, да го следи процесот, ве повикуваме вас новинарите да видиме како ќе пресуди судијата. Имаме уште многу теми за отворање. Ке зборуваме за дигањето на меѓуетничките тензии на Попова шапка со крстот. Ке зборуваме за она што се случува во затворите и злоупотребата на армијата од страна на власта, која што по желба си прогласува кризни состојби за да ја злоупотреби армијата. Ке зборуваме за забошотувањето на онкологија, уште многу други теми. Со нас е Драган Ковачки. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Драган Ковачки. Драган, меѓуетнички тензии, еден многу реален и нормален за Македонија, за жал предизборен фолклор. Во овој случај се прави околу Попова шапка и дигнатиот крст на црковен имот. Како гледаш на ова дежави, да не речем? Па како гледам? Видете, ние имаме по сите анкети кои што се прават и ние како партија што ги правиме и независни институти, гледате анкетите на ИРИ, на NDI што се прават, сите укажуваат дека државата се движи во погрешен правец. Значи граѓаните сметаат 60-70, некои 80%, значи анкети покажуваат дека државата оди во погрешен правец. Значи актуелната власт губи од својот рейтинг. Практично партиите на власта и СДСМ и ДУИ не зајакнуваат во своите позиции, во процентите, туку паѓаат. Очигледно е дека во недостаток на реални проекти, рековме и во првиот дел на интервјуто, кога имаат огромни буџети за трошење, не успеваат да реализираат ниту еден проект, а ги крадат парите. Очигледно е дека сакаат повторно да подгреваат тензии. И затоа се јави ДУИ како партија која што осудува нешто што е направено од страна на црквата. Значи црквата си има направено крст, колку што разбрав, во комплексот на манастирот на Попова шапка. Значи на црковно земјиште, не е на државно земјиште. И тоа е спротивно од она што го направи ДУИ како партија, да кажам, во Сопот, каде што промовира некаков музеј на учака, односно на паднати борци на државно земјиште. Со карта на голема Албанија. И со карта на голема Албанија, практично на држава која што задира во нашите граници, значи одзема дел од нашата територија. И сега, правејќи таа паралела, а имајќи во предвид дека црквата е одвоена од државата, така и по устав, мислам дека не треба да се придава големо значење на политичката партија ДУИ, на нивните реакции, затоа што во ниту еден момент на Македонија не треба да и се дозволи, односно не треба да дозволиме да ескалираат вакви меѓуверски проблеми. Знаете вие дека и албанците ги има и кои што се и муслимани, и христијани, и православни, и католици и така натаму, значи од повеќе вери. Знаете дека и македонци имаме муслимани и така натаму.
и христијани, нели, пред се доминантни. И мислам дека не треба да се подгреваат таквите меѓурелигиски тензии, затоа што тие ќе прераснат после и во меѓуетнички тензии, и тоа не е добро за државата. Така не може да се оди напред. Точно е дека следат избори и точно е дека треба да се соочиме ние, меѓутоа треба да се соочиме на изборите со програми, со визија како ќе ја развиваме државата напред. На овој начин државата нема да се развива напред, со тоа што ќе си ги газиме, односно ќе ги плукаме символите на едната или на другата нација, односно на религија. Мислам дека религиите треба да ги зближуваат луѓето, ниту една религија не повикува на насилство, сите повикуваат на мир, на сплотеност и така натаму. Меѓутоа, исто така треба да се има во предвид и една друга работа. Голем дел од градбите кои што се на Попова шапка се и дивоградби. Така да, кога зборувате за рушење на одредени објекти кои што се направени, мислам дека треба да се има во предвид што се друго може да биде, односно да дојде во предвид. И тоа не е добро, генерално, затоа викам, треба да се почитуваат законите, треба да се ги почитуваме соседите, треба да ја почитуваме религиската определба на секого и треба на крајот на криштата да се почитува тоа што црквата одлучила да си постави крст во сопствен манастир. Мислам дека премногу прашина се крена околу таа работа, дури нема што да понуди на граѓаните, реков, нема апсолутно што да понуди. Именуваа дури и боја, зелени станува и така натаму, меѓутоа она што може да им го понудат е само криминал и корупција и неспособност, затоа што видовме по оној проект eGo, нели возилото што сакаа да го прават, ќе ве потсетам, 130 милиони отидоа како донација. До денеска таму на таа полјана практично нема ништо. Една обична полјана е, никаква фабрика за електрични возила нема и така натаму. Не може да зборуваат за проектот Бехтеленка, значи за изградбата на автопатите. 300 милиони евра отидоа до сега. Так. А од она што успеавме да го видиме е една обична табла, која што ја стави и прашање дали таа табла веќе стои таму каде што беше поставена. Значи, крадат, неспособни се и на овој начин сакаат да ја замојуваат јавноста, значи еден обичен дефокус и да ги палат граѓаните таму каде што, значи, ги боли емотивно. И тоа не е добро, посебно за една партија како што е ДУИ, затоа што тие се веќе долги децении се, значи години на власт, знаат како функционира државата, знаат како функционираат граѓаните и тоа е многу некоректно од нивна страна што играат на овој начин. Ги спомна Бехтел и Јенка, деновиве бевме сведоци на еден страшен скандал и навреда од нивна страна. Фирмата која што е договорена во 4 очи, буквално без тендер, зборуваме за милиарди, самиот кажа колку милиони се исплатени, до сега ништо не е ни започнато. Го нарече нашиот јазик северо-македонски, потребата од работниците да го знаат тој јазик, а на албанскиот во превод е јазикот на Република С Македонија, не е ни северо-македонски. Како гледаш на оваа навреда, која што се случува повторно благодарение на СДСМ и ДУИ го водат. Проектот кој што ја избра оваа фирма, која што меѓу другото што би рекол народот рани куче да те лае, но така е, ти им даваш милиарди, а тие те навредуваат. Не верувам дека не знаеа дека јазикот не е баш така. Не може да не знаат. Тоа не е случајно. Меѓутоа тоа е се диригирано од Артен Груби, знаете. Тие се гордеат кога ги навредуваат македонците, тоа е многу погрешно. И мислам дека многу брзо ќе му се стави крај на тоа навредување, на тоа газење на достоинството на македонецот. Затоа што реков, ќе ги прегазиме на избори и овие неправди ќе мора да ги исправиме. До сега погазија се живо. Погазија устав, погазија закони, гледате, со европски знаменца ги носеа законите преку ноќ и така натаму. Ќе ве потсетам, се амнестира преку кривичниот законник од идни одговарања пред законите. И тоа ни го констатира и Европската комисија. Начинот на кој што го нарекуваат македонскиот јазик, мислам дека тие самите кажуваат дека го заштителе. Ќе ве потсетам и Артен Груби и социјалдемократите кажуваат дека нели со договорот од Фронтекс, кој што тие го нарекуваат Фронтекс-Т, дека бил заштитен. Па мислам дека треба да се прашаат на една следна пресконференција што мислат поврзано со тоа, зошто е тоа така направено, дали има позадина и еве зошто не е заштитен македонскиот јазик како што тврдат. Како што кажа и ти самиот, оваа влада е мајстор да прави работи што не треба, буквално кажано со измами, манипулации на мала врата. Истото се случува и со затворот Идризово. Ти реагираше денеска од собраниската говорница. Повторно по 6 месеци се изгласа кризна состојба за затворот Идризово и повторно армијата ќе ги чува затворениците. Зошто армијата да ги чува затворениците?
И мене не ме е јасно, искрено, затоа и реагираме ние на пресконференции. И минатиот пат кога се носеше кризната состојба, нели прво владата ја носи, па после собранието ја продолжи уште 3 месеци, сега е истечена таа кризна состојба и сега на 7 ноември, ако не се лажам, повторно има донесено кризната состојба на ниво на влада, значи прекинале, одреден прекин има, ја носат на ниво на влада кризна состојба во затворот и Дризово. Целосна неспособност вие 6 месеци да не успеете да воведете ред во тој затвор. Војската не е таа која што треба да ги чува затворите. Тамо треба да имате вие затворски службеници, полицајци и така натаму, како и да се нарекуваат тие вработени таму. Таму не достигаат над 100 такви вработени. Не достига заштитна ограда, не достига видеонадзор и така натаму. Значи ништо не е направено тој аспект. И сега вие во недостаток на вработени не земате од Министерството за внатрешни работи да побарате поддршка, барате од армијата. Армијата не може да чува затвореници. Тоа во ниту една држава не се случува. А па посебно не па во членка на НАТО или земја која што претендира да биде членка на Европската унија. Еве нека излезат и нека кажат дали некаде во Европа или во било која држава од цивилизираниот свет, каде што тежнееме да бидеме дел, дали тоа се случува. Кај нас тоа се случува затоа што нема планирање однапред. Кога вие имате недостаток на работници, на вработени, на почеток на година се прави план за вработување, се прави селекција и така натаму. Значи, вие сте требале да дојдете до моментот каде што нема да се оставите без работници. Сега вие на овој начин ја понижувате и армијата, односно ја понижувате војската. Тоа е првата работа. А втората работа е тоа што кога војската се ангажира на цивилна територија, и тоа сум го зборувал многу пати досега, посебно во моментот со употреба на сила. Една работа е кога гасат пожари и така натаму. Значи, за помош на граѓаните на цивилниот сектор. Меѓутоа, друга работа е кога се употребуваат со оружје. Таа војска, кога вие употребувате на територија на општина, во моментов тоа е Газибаба, утре може да се случи некој да си прогласи кризна состојба на територија на општина Центар, каде што е собранието. И председателот Пендаровски, кој што е врховен командант, може да нареди употреба на армијата. И тој во моментов го има направено. Што ќе се случува утре некој нареден председател или некоја наредна влада тоа да го прави? Ќе стане хаос во државата. И токму затоа ние реагираме. Демократските принципи не дозволуваат употреба на армијата внатре на територија на Македонија со оружје, а тие луѓе таму одат со оружје. И тоа за мене е несфатливо. Знаете, мојот бекграунд е таков. И јас многу добро ги разбирам тие работи. И затоа реагирам. Јас не знам како нема кој да ги советува и министерката, и председателот Пендаровски, дека ова не се демократски вредности. Нека си прашаат и во Европа, и во НАТО, дали е тоа така некаде во некоја друга држава. Доколку е тоа така, јас ќе се повлечам. Меѓутоа, тоа не е така. Треба подитно да си се запрашаат и во Министерството за правда, бидејќи тие затворите спаѓаат под тоа министерство, зошто досега ништо не е превземено. И некој треба да си носи одговорност. До кога армијата ќе ги покрива неспособностите и непревземените мерки од страна на надлежните министри. Значи, мора да се стави крај и мора да има одговорност. Помина повеќе од 2,5 месеци од обелоденувањето на најморбидната афера во историјата на Македонија, аферата за онкологија, клиниката за онкологија. Но досега немаме никаков резултат, немаме никаков обвинет или било што да се случува на тој план. Имаме анкетна комисија која што единствена на овој план си ја работи работата, власта очевидно не. Мнението на јавноста е дека некој се обидува да ја забошоти онкологија и скандалот околу ова, така, што е заради лични интереси, лични пулени. Дали го споделуваш мислењето на јавноста? Да, го споделувам мислењето и чувството и на јавноста, затоа што во анкетната комисија сите членови заменици се максимално ангажирани. Знаете дека во изминатиот период ние разговаравме со сведоци, мал милион документи се прегледа, значи во текот на расправата. Веќе сме во фаза предносење на заклучоци. За жал, ние тоа што можеме да го констатираме е директна одговорност, има на јас спорам во моје лично име, има и на министерот Филипче, меѓутоа и на директорите кои што раководеле во тој период со болницата. Меѓутоа, тоа е едната работа во делот на политичката одговорност.
И може би таа во моментов не е примарна. Ние треба да го гледаме другиот дел, тоа е кривичниот дел. Зошто? Затоа што кога вие некого ќе осудите кривично, на тој начин давате предупредување и за следните што би го направиле тоа или би сакале да направат слични дела. И токму затоа треба да се поведе кривична одговорност. Во изминатиот период, ако е на 29, односно на 30 август влезено во онкологија од страна на Министерството по налог на јавното обвинителство, до денеска не гледаме никаков јавно обвинителен акт. Не само што нема јавно обвинителен акт, ниту имаме истрага покренато. Значи процесот е во фаза на предистрага. И таа предистрага, знаете, по закон може да трае бесконечно. Малтене немаме законски ограничувања и така ја држат предистрага до моментот на утврдување, односно на создавање на услови да премине во истрага. Па дури после да излезе јавно обвинителен акт. Значи повеќе од 2 месеци се кочи работата. Тоа е еден таков грозоморен скандал по кој што веднаш требаше, според мене, да поднесат оставки примерните чинители, тоа е пред се министерот за здравство, и веднаш требаше луѓе да бидат, според мене, уапсени, за да не се обидуваат да влијаат на истрагата или да попречуваат да влијаат на сведоци и така натаму. До сега тоа не го гледаме. Мислам дека јавниот обвинител Јовески, кој што е директно надлежен за водењето на истрагата, нормално преку своји обвинители, ќе остане запаметен како најслабиот обвинител и бранител на криминалот во Република Македонија. Значи, бранител на криминалот и на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз. Ниту една истрага која што има започнато, ја нема завршена. Ниту пак има судска разрешница. И не е само онкологија, внимавајте. Тука ќе ве потсетам и на Дурмотранс, тука ќе ве потсетам и на Бесатранс. Значи, Тетовската, модуларната болница. Луѓе каде што имаме мртви, загинати, починати наши сограѓани, каде што ние немаме никаква реакција, односно имаме килава реакција, забошотување на случаите и така натаму. И тоа е трагично за една држава и тоа ни го констатира и Европската комисија. Ни кажува дека нема владење на правото, ни кажува дека имаме капа врз тие институции. Па не за џабе, ќе ве потсетам, холандскиот амбасадор, кога зборуваше за делот на реформите во правосудството, дури и со недипломатски речник ни кажа, па каде се парите од нашите обврзници? Значи, Холандија инвестира во реформите на правосудството, кои што ние треба да си го направиме, да си ги направиме тие реформи, меѓутоа гледа дека парите одат во бунар. Џабе даваат пари луѓето. И токму затоа сме на ова да реч. Јас не очекувам, искрено кажано, не очекувам никаква разврска од овој случај. Единствено што може, и тоа го кажав и на говорница Собраницка, дека од Собраницката говорница кажав дека како директно одговорни можеби ќе бидат осудени, не знам, или ќе бидат повикани на одговорност двајцата директори, Нино Васев, ќе се повика оној другиот Нухи, ако не се лажам, директор, ќе се повикаат 1 до 2 медицински сестри, евентуално една секретарка. Ништо повеќе. И веројатно тука случајот ќе заврши. Рибата смрди од опашката. Веројатно така ќе заврши. Имаме милиони за некои работи, но за она најпотребното за здравството, па зашто и да е цитостатици или кога ќе дојде во предвид треба време за да се обезбедат, па повторно ги нема, но имаме милиони еве за ОПСЕ, кои што во ред добро председавачи сме ќе ги дадеме, но па проблемот е кој ги користи парите, повторно фирми блиски до ДУИ и СДС, но главниот проблем на целата приказка мислам дека е во една друга насока која што исто така тија начна. Еве, се шепури Османи особено. Јас досега од ОПСЕ не видов ништо освен негова лична промоција. Што направи Османи во рамки на неговото председавање со ОПСЕ? Што конкретно за Македонија и македонците, еве, освен што се шепуреше цело време и се палеше? Да. Османи ништо не направи за Македонија и за македонците, освен што се откажа од македонците во пиринскиот дел на Македонија, односно во Бугарија. Така да се изразам, Османи немаше реакција како председател на ОПСЕ, знаете, тие имаат надлежност да се борат, нели така, име и логото на поштенската марка што е издадоа It's about the people, значи се работи за луѓето. Еве и тие луѓе во пиринскиот дел тие не се луѓе, луѓе, нели, да. Тие се македонци, тие имаат пресуди добиено пред европските институции, пред Европскиот суд за човекови права. Еве да видиме што направи. Очигледно ништо не направи. Ништо не направи ниту за пописот на македонците во Албанија. Немаше реакција како ОПСЕ луѓето да излезат да се попишаат како македонци. Тоа го направи во една бенигна изјава како министер за надворешни и така натаму. Меѓутоа се види дека човекот не води грижа за
за македонците надвор од границите на Македонија, па уште помалку води грижа за македонците внатре во Македонија. Гледате какви срамни договори, односно протоколи потпишува со бугарските колеги. И мислам дека Османи ќе остане како еден од најлошите министри, еден од најкорумпираните министри, иако не делува така според јавноста, значи она што можам да погледнам, меѓутоа ќе ве потсетам тоа што го прави во моментов во делот на набавката, односно на изнајмување на возила, за потребите на самитот во опсег, кој што треба да се случи за неколку дена од сега. Гледате, по 3 пати поскапи цени ги изнајмува возилата, а при тоа нема реакција од Социјалдемократскиот сојуз. Гледате дека онаа фирмата Eurovia добива милионски тендери за да реновира, односно да стави столчиња практично во салата за седење, милионски, зборувам во евра, и при тоа повторно, викам, нема реакција од Социјалдемократскиот сојуз како владеачка партија на власт. Така да Османи, повторно викам дека можеби ќе остане еден од најкорумпираните министри во владата на Ковачевски. Уште една работа со која што се фалат деноиве, а не е така, ја представуваат посетата утрешна на Столтенберг. Ѓоамити Столтенберг доаѓа специјално за да се види со Ковачевски и со Пендаровски, криејќи при тоа буквално дека се работи за една регионална посета. 4 града посетува, Скопје е последен, како гледаш на ова повторно фалби, еве доаѓа Столтенберг, доаѓа во регионална посета. Па така зборува и за посетата, ако се сеќавате, и на фон дер Лајен. Така. Дека доаѓала специјално за нив, дека одбивала да се сретне со опозицијата, а никаде не се сретна со опозициите на ниједна држава што ги посети. Истото се случува и со Столтенберг. Генералниот секретар на НАТО е во регионална посета, се среќава со многу државници во регионот, дури има обраќања пред нас пратенициве. Не знам еве зошто тоа не го кажат. Утре ќе дојде во 5 часот, односно во 17 часот, ќе има обраќање пред нас пратениците. Така да мислам дека обидите за представување нивно, дека некој специјално доаѓа за нив, говори само за нив односно од каков комплекс на вредност патат. Така. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Благодарам. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.